не можам. Петко, лал нека ти е. Са 5-0 бе, 5-0 ме победи. Не знам ја како не трепкаш бе човек, не знам. Свака ти час бе, не многу си добар. Куче мангупче. Каде отиде? Еден на еден, сезона 7. Вечерашни гости Петко и Супер Хикс. Не ти кажувам. Колете ме, бесете ме, не ти кажувам, другар, пријателе. Уи? Па види сега, тој е стварно моќен. Моќен. Мокен? Како мислиш? Мокен. А особено може да ти помогне ако имаш проблем со стомак. А плюс помага и на дечиња. Океј, као што се договоривме, кажи ми нешто за него и ќе ти дајме што заче. Чај од камилица. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се верува. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. И сега е време за првиот гостин и единствениот во оваа емисија, но морам да ви кажам дека имаме едни музички специјални гости кои што ќе ни ја збогатат и како програмата, а тоа се Супер Хикс. Супер Хикс ке промовираат нова песна во еден на еден денеска. Уху! Така е. Сега, гостинот со кој што ќе си правам муабет е можеби најпознатото куче, тоест дефинитивно најпознатото куче во Македонија, а и единственото куче што си прави муабет колку што ја знам вака со луѓето. Не знам дали грешам, мислам дека најубаво е тој самиот да ми каже тука е господинот Брзо Трчковски Петко! Петко! Жаре! Така прават кучињата. Жаре! Еј! Имаш одлична публика. Ти благодарам. Со што ја раниш вака да ти аплаудира? Паштета строго. Петко Брзо Трчковски. Дали си ти проверен пред да дојдеш тука или не? Во смисол? Последен пат на ветеринар кога имаш отиден? Лина ме носи, па еднаш годишно сигурно. Еднаш годишно? Последен пат кога беше, Петко? Вчера? Сигурен си? Да. Не ти верувам, Петко. Имам боли? Мамиш. Ја мислам да те провериме. Ај ветеринарот наш Кукен да дојде. Господине Мешевски! Чекај, ајде дишката мат, не се плаши, не боли, чекај, диши. Само диши. Петко, немај гале. Ајде ногата. Немај гале. Жаре! Види таму на чинијата, диши. дали е се окей? Се е во ред. Дали можам да правам интервју? Може, слободно. Ништо, Чисти се е добар. чисти сме, се е Чисти добро. сме, окей, правиме интервју. Сега вака. Кажи. Имаш концерт. Концерт кој што, тоест не е еден, Петко, имаш многу концерти.
Не знам дали знаеш, тебе те информираат ли уопште колку имаш се концерти или не? Не знам дека ние планиравме да си направиме еден супер концерт, но сега испаднаа 10-15 концерти, многу сме популарни, а не знаеш. Многу сте популарни. Првиот концерт кога ти е, знаеш ли? На 15-ти. На 15, но не септември. Не. Не. Драги гледачи, на 15 декември почнуваме со концертите на 5 плюс бенда. Ете така 15 декември. Петко, каде се прават концертите? Во Македонскиот народен театар. Народен театар, супер. И од 15 тераат се додека има интерес, ќе се прават ли концерти? Ке се прават концерти се додека Ветуваш ли? децата сакаат да не гледаат. Ете Точно. така. Но, јас ќе ти откриам една тајна. Дали знаеш дека повеќе од тие концерти се и веќе распродадени или не ти кажуваат тоа? Ми кажуваат, како Знаеш? не, да. Види го ти и во економијата е вовлечен, еј. Не толку во економијата, колку во спортот. Спортуваме А секој ден. спортуваш? Одлично. Мора да вежбаме, па да, Значи да треба да си издржиме. побрзаат дечињава и родителите да си лапнат картички билетичиња додека можат за да го гледа Петко и 5 плюс бендот. Тркнат кај симпатичната тетка во Македонскиот Во МНТ. народен театар, Ето така. ќе си купат билечиња и ќе се дружиме. Петко, да те запознаеме еве вака некои постарите што не те знаат. Например, ти вака, пошто си куче што зборува. Па јас сум единственото куче што зборува. Мајка природа. Така? Да. Омилена храна, која ти е? Знаеш што? Гледај Жарко. Кај да гледам? Во мене А, гледај. добро. Знаеш како? Лина ме тера да јадам брокула, рукола, марула со крила и ти? тоа не е лошо. Јас сакам некогаш некое ковче да си крцна, ме разбираш? лапаш ковчења. Некое мевце. Знаеш Да. како викаа тоа на детето кога му рекла мајката, абе земи брокулава јади и детето вика, абе не можам, не ми се свиѓа, не сакам да јадам брокула. Абе вика замисли дека е нешто што ти се допаѓа и јади. И они вика на мајка му, ај ти замисли дека сум изел и земи го тањерот. Така? Петко, Слушни, кажи. што ќе кажеш кога ќе видиш двоглаво чудовиште? Претера вчера. Не, Така ќе речам. здраво. А! Петко, а уште една да ти кажам. Ајде. Се шетаат две кој да кажеме, јас и Ѓоко може да бидеме? Кој Ѓоко? Него ној онде, може Може. да бидеме. Се шетаме јас и Ѓоко и јас му викам на Ѓоко, абе Ѓоко, што се имаше случајно на 11 октомври? И Ѓоко ми вика, не знам, ја по партизанска одев. Јухи, од кога го збориш тоа, Петко? Тоа ти е Уште од твојот од малечок? Да. Прв пат кога го кажа, Кога се сеќаваш? родив, веднаш кажев јухи. Тоа ти го кажа Да. прво. Ама ме, Петко. А Петко, си се довел ли во ситуација некоја, например, вака, бидејќи ти си многу славен сега, морам да те пофалам. Многу сте знаат, сите те знаат. Јас и Петко снимавме заедно најава за еден на еден, инаку, се сеќавате, да, таму беше и Чом. Се сеќаваш? И сите деца кај да се појавеше Петко цело време мафтаа Петко. Точно се Ете тоа. сеќавам. Петко, ти си одличен на телевизија и многу добро се снаоѓаш пред камери. Дали сакаш сега да направиме една игра јас и ти? Спремен сум за игра. Ајде да видиме вака. Овде има 3 сцени, различни сцени. Да видиме, бире едно од овие. Може. Добро, значи имаме една сцена што треба да ја играме јас и Петко. Што вика Петко таму, кои се улогите? Што треба да бидеме? Улогите се... Дај ми, сакаш да ти прочитам? Продавач Жаре, а купувач е Петко 1 Добро, чекај, добро. Продавач и купувач. Дај, добро. Продавач и купувач, окей. Кој беше продавач? А јас сум продавач. Добро, ти Ајде. доаѓаш кај мене. Значи кај сме? На пазар. Може да сме на Може. пазар. Ајде, доаѓаш. Само те прашам, мислиш интересни сме јас и ти ова што го правиме? Сега ќе пробаме да бидеме. Ајде. Ајде. Јас Одиме. што правам? Ти си купувач. Океј. Доаѓаш кај мене на тезга.
Рататарататата. Здраво! Здраво, здраво, повелете, имаме избор голем, сакате пиперки, сакате, имаме свежо сение. Така, се ви е свежо? Сение свежо имаме и млад кромит, млад лук, имаме младо сирење, што сакате? Сигурни сте дека немате нешто старо? Имам нешто старо, Што? жена ми. Бирај уште едно. Има жена? Имам, Колкава е? па ти кажам. Не. Немам, бе. Стара е? Бе, немам, ајде, бирај тука. Ајде, Треба Петко. да имаш сладок си. О, бе, Петко, бе. Петко, Може. Значи вака. вика. Ресторан и Ресторан. келнер. Аха, добро, келнер. Вика вегетаријанец и келнер. Океј, ја ќе бидам вегетаријанец, може? Може. Ти си, значи, келнер во ресторанот. Ајде, Јас викам, немам ајде. чаши. Келнер, гарсон, гарсон, Не биди непристоен, да? дали имате нешто за мене? Јас сум вегетаријанец, ме интересира, дали има нешто за мене? Да, има една ливада, повелете онде. Абе, Петко. Ау, нема да се снајдеш овде. Продавач на икони. Тоа си ти. Јас продавам икони. Ти продаваш икони, ја купувам. Значи, еве, јас доаѓам кај тебе. Ајде. Ти си седиш со иконите, значи ја купувам. Господине, Момент. Добро. Момент. дали може сега Момент. Па уметникот кога создава, ве молам, да, повелете, Добро. ајде, добро, ќе ги оставам сега. Повелете. икони? Добро, господине. Дали имате икони? Не знам што да те прашам. Икони? Икони имате ли? Какви икони сакате? Класични икони? Па, какви има? Класични, не знам, други какви имаш? Па имаме поп икони. Мадона, Бионсе, од домашните Калиопи. Браво, Петко, браво! Ухи. Петко, дами и господа, ајде, одиме сега со Супер Хикс. Како е? Свирите ли? Па види, така, а? Па да, свириме, што би рекол наш музичар. Свирите, сине, свириме. Свирате вие, тит, и така. Свирите, а? Свириме доста во последно време, се спремаме, веројатно нешто ќе испадне околу нова година, може би ќе испадне од автомобил, може би ќе испадне од тераса, но во секој случај може би ќе испадне. Море. Спремаме нов албум, се крчкаат нови песни, 5-6 нови песни, се веќе во фаза на подготовка покрај овие 3 што ги имавме. И исто така се крчкаат и Подварок, зимно време, пастрмајли и повремено се крчкаат нови други јадења кои што се типични за зимата. Море. Заедно со разноразни пијалоци. Добро, сега да те прашам, што е работа со ова македонски медиуми, нема да дозволите емитување ваша музика, прво и последно изведување на овие 3 теми, односно прва и последна изведба на вашиот нов сингл. Што е работа со ова? Па види, што? Па види, тоа е една иницијатива која што не ја поддржуваат само Супер Хикс, туку 90% од авторите на популарни или поп музика или воопшто на музиката која што се прави во Македонија, на македонската музика. Ние сме дел од таа иницијатива. Јас сум лично дел од таа иницијатива, ја поддржам затоа што зад неа стојат речиси сите изведувачи, односно автори, изведувачи, а кои што си ја ценат својата музика, она што го работат и сметат дека она што го сработиле треба за тоа да добијат најмалку, кажи. И по пола милион евра годишно. Море. Што е? Објасни. Шега на страна, ова е шега. Значи, она што ние го земаме на годишно ниво е многу мало, со овои закони, овие измени, последниве кои што се направени, нема да земаме речиси ништо. Оваа иницијатива е поддржана од сите поголеми групи автори, не знам, во самиот иницијативен одбор се и Принц, и Славе Димитров, легендата на македонската песна и милион други, меѓу кои најголемите бендови, можеби меѓу нив е најголемиот Супер Хикс. Токму поради тоа оваа акција за оние кои што не знаеа, многумина не знаат. Добро, јас да ти се заблагодарам. Драго ми е што те гледам после толку многу години, како што вели твојата песна, па да слушнеме, ајде, идеме, аплауз. Премиерно! И последен пат.
Премиерно сега и последен пат, и премиерно и последен пат, и прв и последен пат, само во еден, после толку години, премиера, тргнуваме сега, одиме. Драго што те гледам после толку многу години. Баш ми е драго што те гледам после толку години. Истата насмевка ја имаш, истиот поглед, баш ми е драго што те гледам после толку многу години. Баш ми е драго што те гледам после толку години. Ептен ми е драго што те гледам после толку години. Истата фризура, истата гримаса, баш ми е драго што те гледам после толку многу години. Сите зборува за се школа, секогаш глумеше посебен манго. Нон-стоп дотерани, нон-стоп скоцка, без многу памети, сита душа. Беше секогаш безбеден живот, секогаш стоеше зад мама и тато. Удобност каква немаше никој, без многу чувства и сита душа. Сигурен си дека време ќе пројде, ќе заборава. Како шумак си пили ке помислат, истиот банку порастал, созрел, хей, сега е баш супер лик, ке се излажа, не. Баш ми е драго што те гледам после толку многу години. Ептен ми е драго што те гледам после толку години. Истата гримаса лоша, морон со педигре, не ми е баш драго што те гледам после толку многу години. Баш и не ми е драго што те гледам после толку многу години. Баш не ми е драго што те гледам после толку многу години. Не ми е драго што те гледам после толку многу години. А ич не ми е драго што те гледам после толку години. Дожо. Ужо колку? Милечко, уште малку. Няма. Пред 45 минути, кога те прашав, ти ми речеше 5 минути, а сега пак ми викаш. Чекај бе, милечко, леле, види, на попустев установ. Слушај, лошо сум паркиран онда, да ја ни правиш проблем. Да, Не? уживај. Кажи ми сега, овој или оној шарениот од претходно, ама со тој штикли немам. Чекај да видам овде. Тој да си го земаш. Може се го зема? Да. Да? Ева сега.
Жени и шопен луѓе. Супер комбинација. Здраво. Здраво. Имате овоше? Ти се зезаш со мене, па нормално дека имаме продавница за овоше. А портокал? Имаме супер портокал. Супер портокал има. Немој да ми даваш некој прскан таков портокал, ми треба некој 100%. Ако имаш. Зашто ме сметаш ти мене? Е, Момент. добро да. Се наутив како да му речам. Еве ти нешто. 100% сигурно. Немаш мука. 100%? 100%. Добро. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидрозин Т, адитивот за зимско бетонирање на Адинг. Бетонирајте на минус 20 степен и продолжете си ја градежната сезона исто како да сте во Русија или Казахстан. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидрозин Т. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате го вашиот матичен мајстор или инженер. Дами и господа, ние сме со Петко тука кој што има концерти од 15 во маната со неговиот бенд 5+, а мојот бенд тука се вика Peppermint е најдобриот бенд на свет, но воедно и ти имаш соработка со нив, така ли е пајаче? Петко работи со вас? Да, со Пајач имам испеано 2 песни. 2 песни, само што ги виделе луѓето на телевизија колку песни си пееме ние кога си играме. Многу. А 2 отишле така, сите да ги видат. Да, и уште текст сега почнуваме. Почнуваме да правиме. Да. Да не се случајно специјални гости на некоја од представата, мислам така да те гледаат во VIP ложата на МНТ. Да, ќе бидат наши драги гости. Да, секако еден аплауз. Едва е чекаме. Едва е чекаме. За Петко вака што ќе кажеш? Петко е едно најобавите кучиња на цела планета. Тоа е едно. Друго, Петко е единственото куче што зборува. Така е. И при тоа кажува паметни работи. Паметни работи. Значи ем збориво, ем памет. Да, има и куќиња глупости што зборува. Така е. Да. Има куќиња што те лаат по комши и свете издава. Да. Така е. И плюс ме чува Петко. Знаеш колку пати ме спасил? Да. Куче чувар. Како те спаси Петко да не останеме покуси за тоа? Петко ме спаси еднаш кога ме нападна еден голем диносаурус. Тоа е добро. Да, Не лажи сега, кажи за змијата. Каков диносаурус? Тоа се детски приказни, кажи за змијата. Не. Ама не беше диносаурус, ај може претерав, гуштерче беше. Добро, може. У кратки црти дое гуштерче, Петко рече аф и тој избега од страф. Да, браво бе, жаре, така. Добро, Петко. Затоа и во Весник пишуваше, ти сигурно таму си Така си е. Кога сме кај тоа, знаеш дека има една мечка што зборува? Што зборуваш? Мечка зборува, не јас. Не, мислам, гледај во мене. Кај да гледам? Во мене. Аха, добро. Не во камерите и не во Ѓорги. Види да ти кажам. Планинарот. Значи, оди низ шумата Шумаров и гледа еден планинар. И планинаров седи со една мечка. Игра шах. И овој Шумаров му вика: "Абе, тоа е тоа?" И овој вика: "Шо е бе работата, шо е?" Абе вика: "Абе, ја немам видено олку паметна мечка, бе, шах игра." И овој му вика: "Која паметна 3-2 ја водам." Уживај! Петко. Многу си сладок.
Ти благодарам, Петко. Ти Треба си да исто... има жена, треба да има жена. Ти благодарам, Петко. Баш И ти фала. деца. Оп, ти благодарам. Ја морам да го пофалам за изгледот, Петко. Дали имаш случајно стайлинг, идеш кај тие фризери за кучиња или одиш кај дадар? Не. Одам кај... Сретен. Одам... Не. Лина ми е мене. Строго Лина. Да. Лина ти е фина, убаво те пази, Лина Бога е ми те фина, мази. Да. Супер, тоа е добро. Добро, Петко, ќе ја да си прашам. Добро. Ако беше ти, Петко, председател, ќе направеше ли нешто, да речеме, вака, за државава, за некого нешто? Не знам, како ќе се снајдеше на таа позиција? Ја за председател? Да, би сакал некогаш? Чекај, ај нека публиката малку ми аплаудира и ми вика Петко за председател. Петко за Председател! Петко за председател! Еве го! Петко за пред... Петко, бе! Не можем! О! Можем ли? Не можем. Добро! Петко! Момент! Петко! Сега ќе кажем. Ајде. Сега ми доаѓа мислата Ајде, да еве. пред себе сакал, Добро. драги мои, да ви кажем Чекай, не е полна сцената. Ако си вистински кандидат, која камера го снима, Петко, да видам? Која камера ти го снимаш, Петко? Е така. Ова е веќе вистински кандидат. Тука е кандидатот. Ајде збори. Ве молам уште малку. Драги мои, немојте да се зачудите од тоа што ќе ви го кажам. Прво, право за кучињата скитници. Ниедно куче скитница да не видам на улица. Така ли е, Жаре? Секој да биде здомено во Така е. и убав дом. Така е. Така е. Второ, немојте да пушите цигари, луѓе. Немој да пушиш, оти ме гушиш. Така е. И трето, зборот газда да се изфрли од македонскиот речник. Така е. Мислам, навистина, не ми се допаѓа кога ќе кажат ова е газдата на кучето. А што треба јас да ти кажам, мали? Например. А ти имаш милениче, Петко? Немам, јас сум милениче. Не, добро. Лина ми е милениче. Ама и ти си и на неа. Да. Добро бе, Петко, убава работа. Додуша Лина има една рибка, совка се вика. Таа не збори многу, а јас многу зборам, па балансираме. Па види се, а ти малце поиша збориш што треба, така да веројатно. Да. Ако рибата уопште не збори, ти вајда... Таа не збори. Па тоа е тоа. Хајде да нека ни се придружи некој сега на мене и на Петко тука. Еве сме сега назад, си имаме и гости од публиката. Твоето име? Стефи. Стефи и Извинувам се, Ангел. знаеме од негде? Не, може да се запознаеме. Здраво, јас сум Петко. Стефи, мила. Стефи и Ангела. Вака ќе се поделиме. Значи јас ќе бидам со Стефи, Ангела ќе биде со Петко. Играме класична асоциација на македонски познати личности. Јас и Петко ќе бидеме некој непознат, ќе видиме, ќе си држиме горе. Вие сите ќе знаете кој сме и имаме задача да погодиме за што побрзо, нели можеме. Така да запишете сега вие, да не гледаме ние кои сте, што сте тука. Запиши. Некој првше ќе ти дојде. Само скри го да не гледаме. Ме забавува. Пеперминт. Пајаче. Нема пајаче. One and only, Петко. Пајак е one and only. Да. Дали напишавме? Оп, ајде, не гледаме, да видам што им напиша на нив, што треба да погодуват. Супер бе, добро, ако, добро. Ајдеме. Напиша? Петко? Да? Држи го ова сега, Петко, тука вака. Земи го над главчето, ете така. Добро. Дали сите Дај ми гледате? мене тоа. Океј, ова сум јас, после ќе бидам. Кој сум јас? Ти си интелект. Покажи респект. Добро, ајде, мерите време, значи на Петко, прво се Петко и Ангела, еве јас ќе го спуштам ова вака да не гледам. Петко и Ангела започнуваат, 3, 4, Петко, прашувај. Женско сум или машко? Абе, не така. Не? Со да и не. Аха. Дали сум женско? Да. Дали сум убава? Субјективно е. Што е тоа субјективно? Професија. Кажи професија. Прашувај. Дали сум убава пеачка? Пеачка си, Петко. Пеачка, да. Дали настапувам по познати фолк емисии? Да.
Дали е тоа емисијата Фолк звезди? Е, сега. Па не слушам сега таква музика, не знам. Не знаем. Ајде брзо. Добро, фолке, ајде. Имам ајде. црна убава коса? Не. Немаш црна, менјаш бои, Петко, менјаш бои. Косата час, ваква час, таква, Петко. Дали сум талентирана? Абе, многу позната фолкерка, Петко. Сузе Спасовска! Другата! Другата! Маријана! Абе, другата! По сите насловни, 100 пати на весте имало на насловна. Не знам на Се вистина. откажуваш? Се откажувам. Ништо, истече времето. Благица Павловска си бе, Петко! Ајде му. Ајде. Видовте кој сум? Добро. Машко сум? Да. Стар сум? Па, така не. Да. Глумец сум? Не. Не. Пејач сум? Да. Стар пејач? Жив сум? Да. Добро. Стар. Тоа е позитивно. Стар пејач. Така, 50. Така. 50, во 55 години отприлика, а? Добро, поп? Не. Па, Знам и поп така, малце, а? па попе, да. Фолк? Не пеам фолк, не пеам фолк. Не, тоа не. Дарио, не сум? Не. Добро. На Евровизија сум пеел? Да. Сум пеел на Евровизија? Владо Јаневски? Да. И, значи, за Стефи и за Ангела, по едно јанг дрнче, ова беше минута со јак дрдечки, фала ви многу, фала ви многу. Дојди Петко слика, Петко слика, групна слика, Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. И еве сме куглање со Дапе последната работа, Петко, пред да си оди дома. Но сега мораш да срушиш што повеќе лименки. До сега 6 има Џамбазов, 10 има Бранко Ѓурич Ѓуро. Ајде да те видиме тебе, Петко. Ѓура ми е омилен. Па 10 има тој. Добро бе, Петко, 3. Кој ти ги дава? Браво, Петко. Браво, Петко, изволте од витаминка. Опа, изволте и чајчиња за зимава, Петко, чајчиња, тоа е убаво. Ете така. Тоа беше Петко и одете да го гледате во МНТ Петко и Петко. Дојдете. Ние продолжуваме со Супер Хикс. О, беше феноменално. Морам да ви признам дека јас прв пат гостувам во нечива емисија и се чувствувам супер, како да сум дома. Жаре е одличен дечко, само му треба жена.